Постојат многу начини и лекови што може да се употребат за лекување на депресијата, но лошо е тоа што речиси сите имаат страшни нуспојави кои следуваат со нивната употреба. Според податоците на Министерството за здравство, секој 10 македонец пие диазепам и тоа е третиот најпрепишуван лек, а годишната потрошувачка надминува и над 1 милион пакувања. Психолозите велат дека лекарите наместо да направат психотест, без проверка им препишуваат диагноза на пациентите, а во голем дел од аптеките до диазепамот може да се дојде и без рецепт. Диазепамот, доколку се користи, често може да предизвика сериозни последици врз здравието. Наместо антидепресиви, постојат и многу билки во природата кои го имаат истото дејство, но ги немаат негативните последици. Ментата, маточината, валеријаната се само дел од билките кои може да се користат наместо антидепресиви. Според познатите браќа билкари Дејан и Кристијан Ачковски, билките може да се користат и самостојно, многу помагаат, немаат контраиндикации, а даваат одлични резултати во последните 15 години. Наместо антидепресиви може да се употребат нането, ментата, тоест маточината, валеријаната, хмелот, булката, ориганото и уште многу други. Овие билки во споредба со антидепресивите многу помагаат, може да се надополнуваат и немаат контраиндикации. Тука можат да помогнат и мајкината душица, конската детелина, елефтерококот, миртата и многу други. Граѓаните ги користат, меѓутоа едукацијата секогаш би им било од корист. Плюс, можат да се надополнуваат со антидепресивите, можат да се користат самостојно и немаат никаков контраефект. И како самостојно даваат одлични резултати на кои сме сведоци последниве 15 години. Депресијата се чини дека стана составен дел од модерното живење, а овие билки може да ви помогнат во совладување на истата.